Добре дојдовте назад во студиото. Продолжуваме како што најав со Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за поддршка и развој на туризмот. Добро вечер. Добро вечер. Кажете ми, кога зборуваме за туризмот, она што граѓаните најмногу ги интересира е полека ако корона епидемијава стивнува, веројатно дека луѓето ќе сакаат да одат на одмор, како ќе одат, каде ќе одат. Ќе разговараме најмногу за тоа, но први сакам едно генерално прашање, за сега колку е погоден нашиот туризам, колку е погодена гранката туризмот од целава криза со корона? Со неколку податоци, пред се добро вечер. Ако говориме дека во 2019 година на светско ниво 57% од вкупните патувања се одвивале со авион, тогаш можеме да замислиме каква е состојбата. Ако говориме дека секое 10-то место во светски рамки ево полето на туризмот, и ако отприлика 30.000 работни места се поврзани со туризмот или директно се токму кај нас, можеме да ги знаеме ефектите во овој момент. Ако говориме на квартално ниво, првите 2 месеца од 2020 година многу добро поминавме во туризмот, имавме скок помеѓу 20 и 22%, третиот месец имавме пад со 60%, но кога ќе го земаме како квартал, ние паднавме околу 18%. Велам дека на мој едно интервју реков дека 2020 година ќе ги мериме успесите во минуси, кога говориме за првиот квартал, очекувани се резултатите, додека вториот квартал ќе ги осетиме сите суровости на ковид кризата. Значи, сакате да кажете, не е прашање колкав ќе биде падот, туку што биде помал, тоа е подобро, нели? Да, и во светски рамки и во наши. Кажете ми, спомнавте 30.000 вработени во туризмот, сега зборуваме само за туризам или угостителство? Туризам, угостителство, а додека ако ги говориме сите останати гранки во кои што е поврзан туризмот, бидејќи холистички ако го гледаме, тој опфаќа околу 20 индиректно гранки кои што на некаков начин се поврзани со туризмот, отприлика се калкулира на некои работни места од 40 до 50.000, бидејќи имаме голем број на сезонски работници. Имаме ли некакви податоци колку од тие работни места сега во каква состојба се, бидејќи имаме една флуидна ситуација. Значи имаме некаде каде што не одат да земаат плата, некаде не земаат, некаде добиваат владина поддршка, некаде не. Значи имаме една миксана ситуација. Имаме ли некаква проценка колку од тие работни места во моментот се исфрлени аут? Говориме од еден аспект, бидејќи владата на Република Северна Македонија и нејзиниот најголем предизвик во овој момент е да ги зачува сите работни места. Сите мерки кои што се донесени COVID-1, 2 и COVID-3 директно влијаат врз туризмот, бидејќи веќе од 24 февруари Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го создаде координативното тело во туризмот, во кое што ги обединува сите чинители во туризмот, комори, здруженија, асоциација, ХОТАН, НАјТАМ и сите останати чинители со кои што заеднички предложувавме мерки со кои што ќе се ублажи комплетната кризата. И во COVID-1, и во COVID-2, и во COVID-3, како едно од најзагрозените и најзагрозените гранки туризмот, ги имаме мерките кои што беа дадени за ублажување на самата криза. Ако говориме околу туристичкиот сектор генерално, тој е прв погоден од оваа криза, бидејќи од прилика 160 земји во светот се затворени во своите граници. Така да очекувањата се во наредниот период дека ќе се релаксира, но ако ги гледаме, според мене тоа треба да се одвива во 3 фази, па се надевам дека во текот на разговорот ќе ги објасниме, но во овој момент би кажал дека се она што се случува во туризмот на глобално ниво е последица од корона кризата, а ние ќе се бориме во 2020 година да ги сочуваме сите работни места. Да. Владата најави дека ќе дава платежни картички од по 9.000 денари во учери за домашен туризам на околу 100.000 граѓани со приходи под 15.000 денари. Кажете ми, веројатно е дека ова за хотелите, за собствениците на угостителски објекти е добра вест. Кажете ми, дали мислите дека оваа мерка реално ќе направи некаква промена, реално малце ќе му даде буст на туристичкиот сектор? Да, секако. Зошто? Затоа што 2020 година треба да биде година на домашен туризам. Тоа значи дека треба да се потсетиме што значи дома. Или нашата кампања е дома си е дома. Велиме дека многу пати сакаме државата да биде кон нас како мајка, и тоа го покажала многу пати, но кога ќе треба да ја вратиме, одреден број, не сите, враќаме како маќа. И велиме се ова што се случува, не само во туризмот, во многу голем број на економии, се случува затоа што тие низ годините растеле на неодржлив начин. Што велиме на неодржлив начин? Ако 2019 година во токму кај нас во Македонија 62% од вкупниот број туристи биле странски,
38% биле домашни, но 38% туристи генерирале 51% на ноќевање или 1,6 милиони. Тоа ми дава надеж дека токму овие мерки, третиот сет на мерки, заедно со претходните два, ќе дадат многу добра, ќе пумпаат многу добра позитивна енергија и исто економски импакт во македонската економија. Добро, мислите ли дека е можно да има злоупотреби со тие ваучери, со тие, бидејќи знаеме каква е нашата реалност, дека можеби некој ќе се обиде да ги злоупотреби, да ги смени за пари или не знам што. Има ли тука некакви механизми за контрола? Секогаш постои таква можност. Но во овој случај говориме дека се работи за платежна картичка. Таа ќе биде 6.000 денари, велиме за да поминеме на одмор, додека 3.000 денари ќе може да се потрошат во рестораните со други одредени услуги или вкупно 9.000. Тие ќе можат да се искористат во сите категоризирани правни и физички лица кои што даваат сместувачки капацитети. Тоа значи дека еве во овој момент имаме одредени цени во кои што комплетно влегуваат ваучерите, па велиме дека за 9.500 денари имаме 5-дневно полупансион во Охрид во хотелот 3 или 4 звездички, што според моје мислење и мислење на туристичката фела е сосема доволно некој човек за да може да одвои својата месечна плата. Добро, кажете ми, имаше и поплаки од страна на граѓаните во однос на оние ваучери кои ги даваше владата за туристичките агенции, за откажаните аранжмани. Дел од луѓето велат дека не сакаат аранжманот да им се закаже на друг датум, туку сакаат да се ги земат платените пари назад. Од агенциите им велат, па нив платите им се уплатени кај тур операторите или во хотелите, не знам каде, дека не може да им ги вратат. Што околу тој проблем? Ќе направиме една паралела, бидејќи сите оние кои што резервира онлайн преку сите светски онлайн продавници, тие не добија средства назад. Државата создаде давање на ваучер кој што на аутгоинг агенциите им овозможи да ги дадат тие одредени средства и да ги одложат плаќањата на начин што издаваат ваучери кои што ваучери представуваат вредносен бон. Тие исто така можат да се искористат за летување токму кај нас во Македонија или да се одложи нивното летување со важност до 31.12.2021 година. Според мене мислам дека е тоа една добра солуција да се заштити туристичкиот сектор од банкрот, бидејќи секој со неговите закупи во овој момент не може да ги врати сите одредени средства, но да бидат задоволни и сите клиенти, осигурувајќи се за нивните влогови и нивните, да кажеме, одредени авансни средства за летување сега или можеби за летување во текот на есента. Сепак препорачувам тие одредени средства да бидат земени како ваучери, истите да се искористат понатаму со летувањето. Има ли некој механизам дека подоцна кога ќе биде закажан тој друг датум, дека агенцијата нема да ја смени цената, нема да бара дополнително пари или нешто? Тие одредени уредби веќе се уредени со законски легислативи и тие веќе ги имаат во Министерството за економија исто во одредениот број на инспекторати и доколку се случи таква работа и одредена работа во која што се крши уредбата на владата на Република Северна Македонија, секако дека сите клиенти, граѓани ќе можат да се повикаат на истите да бидат пријавени и да им дојде соодветна инспекција за да провери состојбата. Не треба да има никакви злоупотреби, ги охрабрувам граѓаните да се потрудиме и да бидеме страпеливи токму во овој моменти, да овозможиме да на самите агенции да не ги оптеретиме толку за да морат да банкротираат, но да бидат задоволени со ваучерите кои што им гарантираат дека средствата нема да им изгорат, туку ќе им бидат понатаму вратени и рефундирани или ќе можат да ги искористат за некои други аранжмани. Сепак да потсетам дека голем број на наши граѓани кои што уплатија преку онлайн продавници светски, тие средства никој не им ги рефундираше нити им ги врати. Да. Добро, не е тајна дека најголем дел од граѓаните летуваат во земјите, најмногу во соседните земји, каде што има море, нели, можеби најмногу во Грција, но многу од во Албанија, во Бугарија, во Црна Гора, во Хрватска. Како ќе ги мотивирате сега да летуваат дома? Добро, претпоставам дека многу од луѓето ќе бидат сами исплашени, дека нема да има потреба никој да им каже, дека сега веќе не се оди со иста свест на одмор, постои еден страф, се разбира од болеста, но како вие како агенција дополнително би ги мотивирале да останат дома? Ние започнавме една кампања Дома си е дома, веќе од почетокот на месец мај, во која што ги покануваме сите преку одредени кампањи и откривање на некои подзаборавени атракции, токму да се потсетат што значи тоа дома. Јас многу би бил среќен кога 2020 година луѓето би избрале Македонија како дестинација не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Велиме дека ако веќе
во еден аспект државата се труди сите одредени места да ги задржиме, па дури и со задолжување, мислам дека граѓаните се должни кон државата барем ова лето да се стрпат и да ги посетат домашните капацитети. Со инвестирање во овој случај во домашниот туризам, ние не само што ја зајакнуваме нашата економија, туку исто така дозволуваме да се задржат сите тие работни места, бидејќи ние сме меѓузависни еди кон другите. Ако велиме дека државата треба да ни се задолжни 1 милиарда, зар ние во овој момент треба да спасуваме други економии, а нашата да задолжиме низ годините да мораме после тоа да го враќаме. Мислам дека треба да се подигне свеста на нашите граѓани до тоа ниво, дека токму дома си е дома. Велиме да останеме дома, да се заштитиме, но дома си е дома во туризмот, бидејќи во овој момент туризмот е на голема нула. Во него работат од 30 до 40.000 луѓе, кои што исто така во овој момент државата се грижи со некои одредени средства тие да може да го преживеат месецот. Со субвенционирање од 14.500 на платата и 50% од доприносите. Со нашето одење на летување токму во нашите туристички центри, но и во приватните категоризирани сместувачки капацитети, ќе овозможиме токму да делуваме директно во нашата економија и, што велиме ние во туризмот, да имаме домашен извоз во средствата и да ги рефундираме повторно и по неколку пати вртење, да упумпаме доволно средства во нашиот буџет, бидејќи се уште не знаеме самата криза колку ќе трае. Господин Јаневски, кога зборуваме за менталитетот, како да го смениме менталитетот на собствениците на туристички објекти, на туроператорите кај нас, бидејќи ги знаеме сите оние константни критики, кога зборуваме за зимско, за зимување, да речеме, одењето на ги правам грубо споредбите, одењето на маврова или на шапка, кога споредуваме со одење во Боровец или во Банско, прво цените се драстично различни, она што го добиваме е драстично различно, значи кај нас цените се неколку пати повисоки, па стално луѓето велат, па добро, како е можно во Бугарија да ни ја дадат оваа цена, а кај нас да не може да ни го понуди тоа истото. Кога зборуваме за летување во лето, критиките за Охрид, веќе тие се исто така константни. Како да се поработи на тој план, за значи да ја подигнеме туристичката понуда, се разбира не само за домашните, за странските туристи? Може би еден аспект, овој систем на пандемијата во ковид ќе ги покаже нашите слаби страни во туризмот и во некои други сфери во економијата. Но токму тоа треба да ни представува предизвик, токму да ја согледаме вистинската состојба и да се подобри. Тоа што го кажавте не е далеко од вистината. Но во последните денови, читајќи го се она што се пласира во одредени портали, за мене не е толку точно. Дека можеби кафето во Охрид ќе биде 350 денари или дека ќе имаме покачување на цената. Јас сум длабоко уверен дека тоа нема да се случи. И исто така сум длабоко уверен дека туристичките работници многу повеќе ќе се потрудат оваа година, бидејќи оваа година треба да докажеме сосема спротивно, дека можеме, дека знаеме и дека не бива во туризмот. Да создадеме такви аранжмани заедно со туроператорите и туристичките работници и хотелирите, со кои што ќе бидат прилагодени на секој джеб, на секој граѓанин токму од нашата земја, за да може да се приушти 5, 7 или повеќе дневен аранжман токму во државата. Сепак сите нема да се одлучат да отидат на естерски туризам. Можеби некои ќе направат да отидат во руралните средини токму во нашата држава или да практикуваат екотуризам, активен туризам, да отидат до Малешевските планини, да останат 7 до 10 дена во приватно сместување, секако категоризиран. Го потенцирам тоа затоа што во овој момент треба и самите општини да ги категоризираат приватните сместувачки капацитети. На таков начин ќе имаме една вистинска слика во туризмот и ќе креираме уште подобри стратегии за 2021 и сите останати години кои што следат. Добро, кога зборуваме за кампањата Дома си е дома, имаме ли некој друг конкретен план, практичен план за спроведувањето на оваа летна сезона кај нас? Како ќе се одвива? Имаме ли протоколи, например, како ќе се летува? Имаме ли некои правила кои ќе бидат наметнати, бидејќи читаме дека околните земји веќе ги прават? Па, ние само читаме. Истото можеме да го прочитаме токму и кај нас. Дека се работи сериозно на пристапот околу заштитата и се она како што ќе се случува и се во рестораните, но и во хотелите, и како ќе ја поминеме оваа сезона, ние само можеме во овој момент да нагаѓаме, бидејќи за тоа се ангажирани стручните лица во одреден број на комисии од здравството секако и од кои што понатаму ќе ги кажат сите оние мерки кои што се уште ги немаме протоколите.
Протоколите се подготвуваат, но едно што е сигурно и што треба ние да знаеме, дека хигиената и пред ковид кризата требала да биде на високо ниво. Дека услугата, дека одредени стандарди кои што се ХАСАП, кои што се ИСО, кои што се Total Quality Management во туристичко-угостителскиот сектор секако дека требале да биде применети. Во овој случај кој е корона кризата ќе се дополнат тие одредени критериуми и според мене мислам дека не очекува успешна сезона се доколку дозволи секако пандемијата и се овозможи од Комисијата за заразни болести. Во овој случај јас од прилика верувам и во едно мој интервју од прилика пред 30 дена кажав дека кон крајот на мај се очекува да бидат отворени, но нема да бидеме далеку од вистината и се надевам дека ако продолжи стагнацијата и ако добро се во овие денови се избориме и бидеме дисциплинирани, дека веќе од почетокот на јуни очекувам дека состојбата ќе биде малце порелаксирани и хотелските и сместувачките капацитети заедно и рестораните под одредени услови ќе започнат со работа. Да, од оно што го читаме, веројатно е дека работата на рестораните, на угостителски објекти ќе биде организирана така да има одредено растојание, да не бидат полни капацитетите, ќе ги видиме протоколите кога ќе бидат. Не знаеме, например, дали ќе биде така и на плажите, да речеме во Охрид или во Преспа или во Струга, без разлика, но мислам дека она што ги загрижува хотелиерите, гледам дека истата дилема ја имаат хотелиерите и во Турција, и во Грција, и во Бугарија. Тоа е, например, доколку имаат заразен од корона, дали ќе мора да го затворат хотелот? Бидејќи тоа е реално голем проблем. Во овој момент би кажал дека се менува сликата за патувањата, не само кај нас. Патувањата ќе бидат многу пократки, ќе се одвиваат со автомобили или под одредени услови со автобуси, бидејќи авионскиот превоз во овој момент не функционира, барем до некаде до средината на јуни, кога се најави од Европската унија дека ќе имаме релаксирање околу незините членки отварање на границите под одредени услови кои што се уште и они не ги кажале. Да. Значи во овој момент говориме дека што е она што се случува. Ние и сега во овој момент треба да одредиме и да додадеме одредени услуги во самите хотелски капацитети, каде што можеби ќе се практикува повеќе услугата да се донесе доручекот до самата соба. Луѓето да имаат малце повеќе интима, да бидат во кругот на своето семејство. Се повеќе ќе сакаат да имаат прошетки во помали групи. Ќе спортуваат и ќе имаат активен туризам. Исто така ќе сакаат да ги посетат националните паркови и да бидат во природа. Во тоа имаме неизберни можности и капацитети кои што треба да ги искористиме. Се останато околу протоколите и исто така околу самиот систем на послужување на храната, можеби ќе се послужува храната спрат по спрат. Говориме дека на таков начин ќе се направи ред. Се уште имаме многу прашалници, но за многу брзо време мислам со првите протоколи дека ќе се моделира самата работа и секогаш хотелските капацитети и сместувачките капацитети никој нема да сака да ризикува и дури и ќе имаат и построги мерки кога е во прашање овој начин на работа. Да, има ли до сега најава, можеби за веќе странски гости или уште е рано за такво нешто? Во овој случај бидејќи јас знам дека се овие прашања многу тешки бидејќи ги немаме податоците, мислам ги нема никој, не вие, не знаеме, се уште и во европските земји не се завршени нивните протоколи, нема уште авионски превоз, но можеби, не знам, има ли некакви најави? Мислам дека оваа година самиот туристички сектор и туризмот ќе се одвива во 3 фази. Првата фаза е дека ние максимално ќе се концентрираме и сите останати земји на домашниот пазар, на домашните туристи. Бидејќи во овој момент луѓето не можат да патуваат, а дополнително ќе треба да ја зајакнеме доволно понудата за да им биде доволно конкурентна да останат во државата. И отприлика сите земји го велат истото на своите граѓани, да. Останете дома. Останете дома, кај нас е дома си е дома, во некои други земји се други кампањи, но викаат да, оваа година концентрирате се и искористите ги домашните капацитети, открити ја својата земја на некаков друг начин. Втората фаза според мене ќе биде регионална. И досега според мене и според моите некои одредени истражувања никогаш балканските земји не си биле потребни колку сега. Затоа што сите протоколи што ќе бидат помеѓу балканските земји ќе бидат договарани на високо ниво. И тие ќе бидат можеби и различни од другите протоколи кои што ќе бидат од другите земји, од Европската унија и се останато. Можеби ние ќе имаме поразличен третман на тие земји. Можеме да создадеме пазар од 15-20 милиони луѓе. Тој пазар исто така може многу да влијае врз нивните економии, затоа што според мене ние ќе требаме во многу нешта да настапуваме како регион. На тој начин втората фаза ќе успееме да ги спасиме економиите на Западниот Балкан, бидејќи туризмот во Западниот Балкан во БДП е од прилика околу 10,5 до 11%. Тоа воопшто не е мал.
мал удел. Во Македонија околу 2,75 до 3% или 400 милиони долари директно директно упумпува во македонската економија во 2019 година. Тоа се множи по 2,3 и се добива одреден сегмент колкуто има индиректно влијание во економијата. Во пример во Хрватска тоа е нешто над 20%, во Грција е нешто над 20% и ризикот на тие земји во економијата е многу поголем. И притисокот во тие земји е многу поголем кога е во прашање отварањето на голем број капацитети. И токму и сегментот и барањето на нивните туристички работници, туристичка фела е што побрзо да можат да се отворат и да немаат толку одложени аранжмани за годината која што е ова 2020. Да, кажете ми, кампањата Дома си е дома е веројатно оправдана со целава ситуација. Има ли се уште агенцијата поддржували или владата можеби некакви кампањи како оние што беа за време на минатата влада кои се битуваа на CNN, на други телевизии? Имаме ли сега такви активни кампањи некакви? Ние се фокусиравме како агенција за промоција и поддршка на туризмот во последните 2 години на многу нешта кои што можеби не се фокусирани во претходно. Говориме дека ја модернизиравме самата кампања, таа оди сега 100% онлайн, има многу поголеми ефекти. Еве, и во ваков систем на криза, нашата страница Macedоnia Timeless во првите еве до денеска, во од почетокот на 2020 година е посетувани за 200% повеќе од минатата година. И покрај тоа што немаме кампања. Тоа значи дека Дома си е дома во овој момент чини 0 денари. Истата кампања е поддржана со одредени други донатори, во овој случај од Швајцарија, кои што ќе ги помогнат кон изработка на некои одредени видеа кои што понатаму ќе се пласираат и во регионот и во Европа. Говориме дека можеме во овој момент треба да се фокусираме на многу поефикасни работи, со многу помал буџет, а да го дадат ефектот кој што е потребен. Брендирањето на државата од туристички аспект после корона кризата ќе ги измени своите сегменти. Можеби нема да одиме толку на квантитет, туку ќе одиме на квалитет на туристи. Туристи кои што ќе останат во дестинацијата многу повеќе. 4, можеби 5 дена. На одредени пакети, бидејќи ако гледаме 1/4 досега на туристите биле од кружни патувања и просечно останувале во нашата земја од прилика 2 дена. Тоа треба да го смениме, да градиме одржливи форми на туризам. Да имаме 1,2, 1,3 милиони туристи, но да имаме 4, 5 милиони ноќевања. Токму тоа ни е потребно во македонскиот туристички сектор. Да ги задржиме, да создадеме одржливост на дестинацијата, добра конкурентност на истата, да имаме многу повеќе капацитети во руралните средини, затоа што руралниот туризам, агритуризмот, екотуризмот се сегменти и форми во туристичката индустрија кои што директно влијаат вонпансионски во локалниот економски развој. Ние треба да го направиме токму тоа. Ако во овој момент 65% од вкупниот број на туристи се концентрирани само во 2 региона, тоа е Скопскиот и југозападниот, тоа е логично бидејќи инфраструктурата комплетно им е предвидена и адаптирана за туризам. Во останатите 6 региони ние можеме да развиваме секоја одржлива форма на туризам која што нема директно да биде врзана кон тешката инфраструктура, туку ќе овозможи тоа што треба. Природа, активен туризам, алтернативни форми на туризам и поголеми број на ноќевања. Тоа ќе овозможи многу поголем број на зелени работни места и исто така ќе овозможи намалување на миграцијата. Токму тоа што пред 15 години го работеа француските Алпи, каде што сега веќе им е се потребен поголем број на работници од другите места, а миграцијата таму е веќе стопирање неколку години. Да, нека помине корона пандемијата и овој оптимизам да го пренесеме во пракса. Господине Јаневски, ви благодарам за гостување. Благодарам и на вас и еве една порака до сите. Дома си е дома, да ја искористиме 2020 година, да си ја запознаеме државата на еден поразличен начин и еве оваа 2020 година да обележиме повеќе од 2 милиона ноќевања од домашни туристи. Благодарам и на вас. Да, почитувани, заврши отвореното студио, убава порака за крај. Дома си е дома, се разбира, останете и со добро здравје и со нашата програма следува информативниот блок.